Една година зад нас, втора година истиот предизвик пандемијата од коронавирусот. Што научивме предходната година, какви искуства излековме кога во прашање е образованието? Практичната настава неголема главоболка. Професорке, добро утро. Добро утро. Јас во мојата најава го постави првото прашање. Кои се предизвиците со кои што се соочуваме пред стартот на новата академска година? Се разбира во фокусот пандемијата со коронавирусот. Секогаш е во прашање начинот на реализација на кој што ќе се одвиваат предавањата и вежбите со студентите. Наставата во зимскиот семестар во академската 21-22 година на Институтот за хемија ќе се одвива согласно заклучоците донесени од страна на ректорската управа на УКИМ во август оваа година, пред отпочнувањето на онаа трета испитна сесија, каде што, имајќи ја предвид хетерогеноста на факултетите во склопот на УКИМ, беше донесена одлука дека всушност предавањата во форма на изведување на настава ќе се одвиваат комбинирано, односно онлайн и со физичко присуство. Па тоа ни даде широк избор во начинот на реализирање на наставата. Секако, имајќи ги предвид и претходните 3 семестри кои што ги поминавме со ковид пандемијата и искуството кое што претходно го стекнавме во начинот на одржување на предавања, лабораториски вежби и испити со физичко присуство, некако не окуражи да донесеме одлука предавањата да ги одвиваме на 2 начини, а тоа е онлайн или со физичко присуство, што зависи пред се од бројот на студенти кои што ќе бидат во дадена година или студиска група. Така да, доколку групата брои до 20 студенти, наставата, односно предавањата, би можеле да се одвиваат со физичко присуство, затоа што на тој начин со просторните капацитети што ни стојат на располагање, би можеле да ги почитуваме сите безбедносни и заштитни протоколи за ковид. Од друга страна пак знаеме сите дека хемијата е експериментална наука и на студентите им е од огромно значење да стекнат искуство од лабораториски вештини. Па од тука донесовме одлука овие вежби да се одвиваат со физичко присуство. Но секако дека за тоа треба многу предпазливо да се осмисли начинот на изведување на оваа настава, имајќи предвид дека се уште е ковид пандемијата. Па затоа некако искомбиниравме она што е потребно од безбедносен аспект да се внимава, а тоа е групите да бидат намалени, да се работи со најмногу до 12 студенти во лабораторија, инаку лабораториите кај нас се доволно пространи, осветлени, има доволно проветрување, огромни прозорци. Истите ќе бидат претходно дезинфицирани, како што впрочем тоа го направивме и минатиот семестар. Студентите кога доаѓаат на вежби, онака задолжително со себе носат мантил и заштитни очила, сега само дополнително ќе имаат уште и заштитни маски кои што ќе ги носат за време траење на вежбите. Работните места се оддалечени на расстојание од 2,5 метри, при што за секој студент се обезбедени сите потребни средства за самостојна работа. Така да, сметаме дека максимално ќе може да го испочитуваме овој ред и како што и досега всушност имавме можност за работа со физичко присуство, да не произлезат некои проблеми доколку нормално доаѓаат студентите здрави, немале претходен контакт со ковид заболени. И така. Инаку наставата за да може на ваков начин да се одвива, потребна е нејзина ротација во поглед на одржување на предавања и вежби, зашто се договоривме една седмица да одат предавање, другата кои што се онлайн, другата седмица присуство со физичко присуство и тоа на половина од студентите, комбинација на прва година со четврта, односно втора и трета. Па така да не доаѓа до многу големо мешање помеѓу студентите и за да може да одговориме пред се на оној предизвик во поглед на просторните капацитети, а и секако човечките ресурси со кои што располагаме. Професорке, онлайн предавањата, барем што се однесува на оној теоретскиот дел, се уште се во опција, како што веќе и вие споминавте. Но какви се искуствата од претходната година? Дали ги дадоа очекуваните резултати? Дали студентите ја совладаа материјата? Па, мислам да, повеќето, можеби не комплетно, меѓутоа некако во од ги решававме проблемите и можам да кажам со огромно задоволство дека моите колеги подготвено ги прифатија сите предизвици за онлайн настава, што значи дека навлеговме малку повеќе во информатичкиот свет и ги научивме сите можни постојни платформи. Започнавме со Zoom,
потоа користевме Classroom, па на крај MS Teams, се научевме дури како да правиме Google форми, прашања, начини на испрашувања, дополнително со помош на таблички да вршиме настава исто како да сме пред табла, презентациите се осовременуваат, така да сите онлайн алатки како ни се најдоа корисни и можам да кажам дека сум задоволна од тоа каков ефект постигнавме на тоа поле. Секако дека е малку потешко кога наставата се одвива онлайн, а не присуство, затоа што верувам дека концентрацијата кај студентите паѓа во текот на денот доколку цело време седат пред компјутер. И на некаков начин може би следат едноличност во предавањата. Додека е многу поинако и подинамично кога тие се со физичко присуство на час, меѓутоа ситуацијата е таква каква што е, сметам дека успешно се прилагодуваме и затоа резултатите не изостануваат. Еве на предметите што конкретно јас ги предавам, можам да забележам дека апсолутно е голема продноста исто како и минатите години и дека студентите се положуваат. Можеби не сите со посакуваниот резултат, меѓутоа да, секако дека се постигнуваат солидни резултати. И за крај на овој денешен утрински брифинг со вас, знаеме дека резултатите од третиот уписен рок се уште не се сумирани, тоа треба да се случи во наредниот период, но еве неофицијално колкав е интересот на студентите за да запишат студии на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет? Па, овдека може да се пофалиме годинава дека сме дури пријатно изненадени од интересот на матурантите, кои секоја година нели се помалку матуранти има, но затоа пак интересот големен за хемијата и како многу ни значи именно досега, заклучно со вториот уписен рок, можам да кажам дека има околу 50% повеќе запишани од вообичаено. Не станува збор за многу големи бројки. Ние секоја година во нашите проекции при распишување на конкурсот распишуваме за слободни места од трите насоки. Примената насока аналитичка биохемија по 40 студенти во државна квота, за наставна насока 20 и плюс некаде околу половина од овој број е за студенти кои што ќе се запишат со кофинансирање. Меѓутоа, далеку сме биле секогаш од овие бројки на студенти кои што ги бараме. Годинава еве значи речи 80 студенти се запишани во првите два уписни рока и особено е голем интересот за студии на насоката аналитичка биохемија, каде што е целосно пополнет бројот во на државна квота со партиципација и дополнително е запишан значителен број студенти со кофинансирање, што не се случило во изминатиот период. Професорке Ристовска, јас ви благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Еве на крајот од овој разговор ви посакуваме успешна академска 2021-2022. Ви благодарам за учеството и ја користам оваа прилика на сите студенти и бруцоши да им посакам среќна и успешна академска 2021-2022 година.